На 3 ноември општината Карпош ќе го прослави својот 34-ти роден ден. Тоа е прекрасен повод да дадеме отчет за тоа што е сработено во општината во последните 12 месеци од ноември 2009 до ноември 2010 година. Од тогаш Карпош го претворивме во големо и вистинско градилиште, на кое домаќински и одговорно парите на граѓаните ги враќаме преку проекти за граѓаните и Карпош. Реализиравме околу 200 инфраструктурни проекти. Асфалтиравме и реконструиравме, изградивме улици, тротоари, цветни жардинјери, спортски терени, паркинзи и пешачки патеки, фасади, водоводи, атмосферски и фекални канализации. Конкретно, изградивме и реконструиравме атмосферска канализација на 17 улици во должина од 3011 метри. Поставивме фекална канализација во должина од 1419 метри на 15 улици. Овозможивме подобро снабдување со вода за пиење со поставување на водоводни цевки на 5 улици во должина од 445 метри. Асфалтиравме 19 улици и еден спортски терен во вкупна должина од 7395 метри. Оштетените тротоари ги заменивме со модерни и трајни, а изградивме и нови на вкупно 26 улици со должина од 22.384 квадратни метри и нови тротоари со должина од 17.907 метри. Покрај тротоарите реконструиравме и изградивме 52 пешачки патеки со површина од 4.825 метри квадратни. Во Карпош не воведовме наплата, туку еден од најгорливите проблеми, паркирањето, го решаваме со обнова и проширување на постоечките и изградба на нови паркинзи. И овозможивме нови паркинзи за околу 1000 возила. За една година овозможивме 22 паркинзи со корисна површина од 12.957 метри квадратни. Исто така ги подобруваме внатрешните услови и надворешниот изглед на 8 училишта во нашата општина. Се работи доста. На општина ми е супер. Супер ми е општина, друго не. Задоволна сум. Се санира улицата, светло има стајано сегде. Градот Скопје нема ваква одвод за канализација, а ние го имаме. Еве сега тамо градот тротоари, улици, згради се модифицира така да навистина само вака да продолжат. Сум задоволен со сите тие активности што општина Карпош ги спроведува за подобар живот на жителите на општина Карпош. Сите работи се изнаправено, мислам како што треба. Паралелно работевме и на разобувување на ликот на општината. Започнавме со процесот на обновување на дотрените и распаднати фасади на најголемите згради за живење. Обновивме 2 згради со вкупна површина на фасадите од 10.700 метри квадратни. Ги реновиравме просториите на урбаните заедници, пензионерските катчиња. Се грижиме за полесно движење на лицата со посебни потреби. За општината Карпош социјалната заштита е приоритет. Многу сме среќни што Карпош се подмладува. Затоа остваривме финансиска поддршка за 502 бебиња. Доделивме и социјална помош на 164 корисници. Посветено работевме на унапредувањето на спортот, културата и создавање на здрава животна средина. Доделивме 65 деветмесечни стипендии за надарени ученици од основните училишта, 13 еднократни стипендии на спортски клубови и организации. Доделивме и 35 спортски стипендии за најдобрите спортски ученици. Ја помогнавме организацијата на традиционалните и меморијалните спортски турнири. Горди сме што придонесовме за огромниот успех, препливувањето на каналот Ла Манш на македонскиот репрезентативец во маратонско пливање Игор Димовски. Во изминатата година се одржаа бројни културни манифестации, приредби, фестивали како Културното лето Карпош, Меѓународната детска ликовна колонија, Карпошова слава, фолклорниот фестивал. За Карпош кој го сакам е слоган зад кој се кријат многу настани кои го одбележа 34 годишниот јубилеј на општината Карпош. Оваа година роденденот на општината се прослави на сосема поинаков начин, се со цел во прославата да се вклучат сите граѓани кои живеат во Карпош, но и пошироко. Активности во кои беа вклучени најмладите, спортски надпревари за професионалци и аматери, хуманитарни акции и многу други содржини беа дел од 7-дневната програма, која го заокружи едногодишното водење на општината од градоначалникот Стефчо Јакимовски. Роденденот на општината е прекрасен повод за да се прослави се она што е сторено во изминатите 12 месеци на територијата на Карпош.
Граѓаните на Карпош секојдневно се известени за сите случувања. Весникот Урбан Карпош, веб порталот на општината возможува тие секогаш да се во тек со сите новости и да бидат известени за сите завршени проекти. Контакти по телефон, комуникација преку веб страната, но и средби со градоначалникот кој секој работен ден одвојува од своето време за разговор за проблемите, но и за убавите нешта кои се дел од секојдневието. Но и средбите на градоначалникот со своите вработени се вообичаена работа во оваа општина. Заеднички решенија за проблемите, нови идеи за воиднина, проекти за спортски и културни манифестации. Секој може да даде свој предлог или пак да каже забелешка. Сето ова е само дел од привилегиите кои ги уживаат граѓаните на оваа општина. Општината Карпош функционира според принципот ветано сторено, но иднината и визијата се уште поголеми од досега стореното. Во изминатава година работевме посветено на решавање на проблемите на граѓаните и тоа најмногу од областа на инфраструктурата. За една година, од ноември до ноември, направивме повеќе од 1000 паркинг места. Тоа е горли проблем за граѓаните на Карпош. Направивме повеќе од 22 километра тротоари. Направивме 7500 метри должни, односно 7,5 километри асфалтирани улици, што значи дека тие проблеми на граѓаните веќе ќе остануваат зад нас. Правевме повеќе канализации, повеќе фекални атмосферски канализации, инвестиравме во нашите училишта и во нашите деца, организиравме спортски, забавни, културни програми и така натаму, но она што е најбитно, Карпош е единствен во општината по многу нешта. Единствено во Карпош се прават фасади со партнерство со граѓаните и со невладините организации. Единствено во Карпош се дели, односно се помага на најсиромашните. Единствено во Карпош се даваат стипендии за ученици и за талентирани спортисти. Единствено во Карпош има буџет со кој што се помага на спортските клубови. Единствено во Карпош се сади цвеќе колку што е потребно да го има, односно ја правиме улицата Партизанска да биде улица на цвеќето. Она што ние планираме за наредната година е да граѓаните на Карпош веќе немаат ниту еден инфраструктурен проблем. Доколку имаме доволно буџетски средства, наредната година ќе започнеме со изградба на општинската зграда, но ќе започнеме и со реконструкција или изградба уште на 2 основни училишта. Сметам дека најлогично е прво децата да ни учат во современи и убави училници, да имаат тоалети согласно стандардите и да имаат учебни помагала согласно стандардите, а секако да е второстепено е од тоа каде ние како општинска администрација ќе се сместиме и сметаме дека најмладите треба да имаат многу подобри услови за работа од оние што ги имаат сега и подобри услови за работа и за учење од дури од општинската администрација. Она што можеме да го гарантира општина Карпош на своите граѓани дека до завршување на овој мандат на локалната самоуправа нема да има ниту еден инфраструктурен проблем. Граѓаните на Карпош ќе возат по нови коловози, ќе имаат нови тротоари, ќе има многу цвеќиња по улицата на општина Карпош. Општина Карпош ќе биде најчиста и во општина Карпош ќе имаме згради со најубави фасади во градот Скопје.